Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушаат ова вечер, се разбира, емисијата Глас на вистината. Како и секоја вечер и ова вечер, пред се сакам да ви посакам благослов Божи и на вистина драго ми е што можеме уште еднаш, се разбира, по воља Божија да бидеме заедно и да можеме да го слушаме Божиот глас. Така да само сакам да напоменам дека живееме, како што и реков, во последните времиња кога се случува околу нас во светот и кај нас. Затоа на сите нас ни е потребна една целосна, се разбира, целосна доверба. И видовме како книгата на Авакум зборува за многу нешта и дека сепак Библијата зборува дека Бог е тој кој што ќе се погрижи за сите нас. Но ние сепак треба да останеме цврсти во верата, без разлика на се она што денеска се случува или пак нам тука во Македонија ни се случува. Во изминатите емисии, се разбира редовни емисии, видовме што може верата да направи. Колкава вера ни е потребна. Видовме дека ни е потребна вера, се разбира колку едно синапаво зрно. Оно што беше многу важно, видовме дека верата ни е потребна на сите нас и дека верата е единствено средство кое не носи пред самиот Господ Бог. Всушност пред престолот на самиот Господ Бог. Друго, видовме дека верата е клучна алатка, која што исто така не приближува до Бога, а дека Бог исто така преку верата во Исус Христос не се приближува и тој самиот до нас, се разбира. Друго, видовме дека ни е потребна една целосна вера, не со двоумење, затоа апостолот Јаков вели сите оние кои што се двоумаат на својата вера изгледаат или приличаат на морски талази кои се издигаат и паѓаат или како трска која што се луѓа лево и десно. Затоа апостолот Јаков во своето писмо, во својата посланица, пишува дека ни е потребна една стабилна, една цврста вера во Господа. Тоа значи дека треба да се има една целосна, комплетна доверба. Исто така видовме дека ни е потребно и сигурностна вера. И дадовме или зборувавме за таа сигурностна вера и се разбира дадовме неколку библиски примери, но исто така видовме два класични примери кои ни се запишани во книгата на Данило. Всушност тоа е 3 глава и 6 глава. Видовме во 3 глава како трите момчина, Седрак, Месак и Абденаго, беа ставени во вжарена печка од страна на царот Навуходоносор. Тие беа по потекло евреи и беа доселени од Ерусалим и цела Јудеја во Вавилон. Тоа беше преселувањето од Ерусалим кон Вавилон. Но овие луѓе веруваја и имаат целосна доверба во самиот Господ Бог и не му се поклонија на ликот, се разбира, на Навуходоносор. И поради тоа тие беа фрлени во вжарена печка. Оно што беше многу клучно и важно, тие му рекоа на царот: дури нашиот Господ ако не избави, ние тебе нема да ти се поклониме ниту на твојот лик. Тоа е еден доволен показател дека овие три момчина, Седрак, Месак и Абденаго, кои беа фрлени во вжарена печка, иако вжарената печка беше многу повеќе пати засилена и тој што ја ложеше таа вжарена печка изгоре, но сепак гледаме како Бог на вистина за овие три прекрасни момчина, кои што има една целосна доверба, комплетна доверба во самиот Господ Бог. Бог ги заштити. Всушност, видовме како Бог се погрижи за овие три момчина, затоа што тие имаат цврста вера во самиот Господ Бог. И Бог ја виде нивната вера. Тој направи проверка во нивната вера. Или Бог ги испита во нивната вера. Како тие ќе се снајдат или ќе стојат во тешко време.
Другиот класичен пример видовме во 6-та глава од книгата на Данило, како Данило, заради својата вера, беше наколошен и беше фрлен во лавовска јама. Зошто? Затоа што Данило 3 пати дневно го отвораше својот прозорец и се молеше на живиот Господ Бог, кој го твори небото и земјата, врз оној Бог кој даде лик или слика на оваа земја која што беше изобличена и немаше никаква слика. Тоа беше Господ Бог кој го твори небото, се разбира, небото и земјата. И тој беше фрлен во лавовска јама, заради тоа што беше наколошен дека не се поклонува на ликот на царот кој беше издадена, се разбира, издадена наредба и беше наколошен и фрлен во лавовска јама. И видовме дека сепак Бог повторно интервенира и им ги затвори устите на лавовите. И таму Данило го славеше, се разбира Господа. Бог делуваше на еден префектен и посебен начин во овие два примери. Видовме како Седрак, Месак и Авденаго беа фрлени во вјарена печка, но сепак Бог испрати ангел чувар да ги заштити и да не му фали влакно од косата. Исто така Данило беше на еден таков начин заштеден или поштеден неговиот живот, затоа што овие луѓе имеа целосна, комплетна и сигурносна вера во самиот Господ Бог. И видовме дека во времето на Вавилонското царство беше прославен живиот Бог, па дури и во времето на Персиското царство беше прославен и беше дадена наредба да никој не се поклонува на некој друг Бог, освен на Богот на Седрак, Месак, Авденаго и Данило. Потоа, со овие два примери во Стариот Завет видовме една многу клучна и важна работа, дека сепак верата има сила и има авторитет. Друго многу важно нешто. Верата доаѓа од Бога, односно таа е Божји дар. Во 1 Коринтијаните 12 глава 9 стих, таму апостол Павле им зборува многу јасно и гласно до коринтијаните дека верата доаѓа од самиот Господ Бог. Што ова значи за нас? Или зашто поточно се мисли дека верата не е наследна и дека доаѓа од самиот Бог. И затоа реков, верата е дар од самиот Господ Бог. И таа доаѓа преку Светиот Дух, а не дека е наследна. Друго, само преку верата можеме да бидеме богоугодни, се разбира, така вели Светото Писмо. Тоа го видовме во посланицата до евреите, таму нели во 11 глава се запишани јунаците на верата и Библијата со право ги нарекува јунаци на верата. Еве што вели 6 стих, послание на евреите, 11 глава, 6 стих вика, а без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои што доаѓаат кај Бога треба да верува дека тој постои и дека ги наградува оние кои што него го бараат. Значи, не е возможно да му се угоди на Бога, меѓутоа да му се угоди, ама без вера. И затоа оние кои што доаѓа, Бог бара да доаѓаат со вера кај него. Само се разбира, преку верата ние можеме да бидеме наградени. Еве што вели Евангелието на Јован, 5 глава, 24 стих. Значи Евангелие на Јован, 5 глава, 24 стих. Вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт кон живот. Значи, преку вера исто така ја добиваме наградата. Која е наградата? Наградата е точно да го добијаме животот вечен. Всушност Бог преку верата во Синот Божи, преку Исус Христос,
Бог сака да не врати во таа првобитна состојба и да ни ги подари повторно тие истите драгоценни прилики и можности кои што првиот човек Адам и Ева ги изгуби. Всушност Бог сака да ни го врати животот вечен, затоа што во почетокот Бог го создаде човекот да живее вечно и го создаде, Библијата вели, добро и совршено. Меѓутоа, Адам изгуби многу драгоценни прилики и можности кои Бог му ги даде. Но сега преку Исус, Бог повторно и повторно сака да ни ги даде, да ни ги врати всушност тие драгоценни прилики, односно повторно да имаме живот вечен. И тоа ни е запишено, како што реков, во Евангелието на Јован, 5 глава, 24 стих. Исто така, преку верата во Исус, ние сме деца Божи. Прво, второ, ние сме исто така и наследници на Царството Божјо. Значи, преку верата во Исуса Христа, ние стануваме или Бог ни дава можност да бидеме пред се деца Божи, а потоа да бидеме и наследници на Царството Божјо. Еве да отвориме во Евангелието на Јован, 1 глава, 12 стих. Еве што ни е запишено. А на сите што го примија и на сите што верува во Неговото име, им даде можност да станат чеда Божи. Повторно, ќе кажам, она што првиот човек Адам го изгуби, да се биде дете Божјо, сега можеме преку верата во Исуса Христа, Бог ни дава таква привилегија, таква можност да бидеме деца Божи и не само деца Божи, туку наследници на Царството Божјо. Всушност, наследници на новото небо, новата земја и новиот Ерусалим. Библијата ни вели дека овие зборови се вистинити и верни и треба да бидат забележени или пак запечатени. Еве во Откровение 21 глава, еве како таму ни е запишено. 21 глава Откровение 5 стих. И ете седнатиот на престолот рече: ете се ново создавам, и ми рече: напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. Значи, овие зборови се верни и вистинити. Сите оние кои што го имаат Исус преминале од смрт кон живот. Бог сака да му даде живот и тоа живот во изобилие. И затоа имаме таа голема можност, ја имаме таа голема привилегија да бидеме наследници, се разбира, на Царството Божјо. Еве што ни е запишено во книгата на Римјаните, 9 глава, 8 стих. Односно, не чеда на телото се чеда Божи, туку чеда на ветувањата ќе се признаат како потомци. Ние сме чеда на ветувањата. Бог ни ветил дека преку Исус Христос ние стануваме чеда и потомци или наследници на Царството Божјо, се разбира. Во Галатијаните, 3 глава, 26 стих, еве што ни е запишено. Зошто сите сте синови Божи преку верата во Исуса Христа. Повторно ќе повторам. Галатијаните, 3 глава, 26 стих, вели: зошто сите сте синови Божи преку верата во Исуса Христа. Ако го прифатиме Исус за наш Господ и Спасител и го исповедаме дека тој е нашиот Господ и Спасител, Бог ни дава можност да бидеме деца Божи, се разбира, и да бидеме наследници на Царството Божјо. Меѓутоа, реков, преку вера во Исус Христос, затоа што видовме дека верата е единствена алатка или посредник кој посредува меѓу нас и Бог. И дека Бог преку Исус Христос и дека преку верата во Исус Христос нам ни се доближува, а и ние преку вера на Исус Христос се доближуваме, се разбира, до самиот Господ Бог. Еве што ни е запишено во првата посланица на Јован Богослов, 3 глава, ќе го читаме првиот и вториот стих.
Погледнете каква љубов ни покажал небесниот татко спрема нас. Тој толку многу не сака, што не прифати како свој чеда. И ние сега навистина сме Божи чеда. Световни луѓе не го познаваат Бога, па затоа и нас не познаваат како Божи чеда. Драги мои, ние веќе сме Божи чеда, но не можеме и да си замислиме што ќе станеме допрва. Сепак знаеме дека кога Христос повторно ќе дојде, ќе станеме слични на Него, бидејќи ќе го видиме онаков како што Тој навистина е. Значи, Бог повторно гледаме како ни дава можност да бидеме деца Божи, се разбира преку верата во Исуса Христа. Потоа видовме всушност дека верата, што е вера, видовме дека верата е жива представа за она што не се гледа, а докажуваме дека сепак Бог постои. И ние разбираме преку верата како е создаден светот, или создадени се небото и земјата. Иако не бевме присутни, но сепак преку вера во Бога ние ги примаме и ги разбираме буквално сите овие нешта. Сакам наредната емисија да зборуваме за вера која што ќе се погрижи за сите наши потреби. Значи, сакам наредната емисија да зборуваме за вера која што ќе може да се погрижи за сите наши потреби. Иако живееме во многу тешки времиња, кога се случуваат многу нешта, но сепак Бог е присутен по неговото ветување. Бог е присутен меѓу својот народ и тој ќе се погрижи за сите наши потреби. Но затоа е важно да имаме една цврста, стабилна вера и целосна доверба во него. А тој ќе се погрижи за сите наши. Нема нешто што е невозможно за самиот Господ Бог. Всушност, тој го креира целиот систем и се е под негова, се разбира, контрола. Но за сето ова ќе дадеме неколку библиски слики. Всушност, сакам систематски да направиме преглед за животот на Аврам. Всушност, тоа е моето следно прашање, зошто Аврам е наречен татко, се разбира, на верата. Значи, наредната емисија, ако даде Господ, да бидеме здрави живи, ќе направиме еден систематски преглед за животот на Аврам и втората работа е зошто Аврам е наречен татко на верата. И верувам дека овој систематски преглед ќе ни помогне на сите нас за да можеме многу подобро да го разбериме Господа и да почнеме да ги предаваме или да ги изнесуваме сите наши потреби и грижи, се разбира, пред Него, верувајќи дека Бог преку верата ќе се погрижи за сите наши потреби. Затоа ви посакувам пријатна вечер. Господ со вас нека биде, се разбира, Господ нека ве води и се слушаме до наредната емисијата насловена како глас на вистината. Пријатно. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушаат ова вечер, се разбира, емисијата Глас на вистината. Како и секоја вечер и ова вечер, пред се сакам да ви посакам благослов Божи и навистина драго ми е што можеме уште еднаш, се разбира, по воља Божја да бидеме заедно и да можеме да го слушаме Божиот глас. Така да, само сакам да напоменам дека живееме, како што и реков, во последните времења кога се случува околу нас во светот и кај нас. Затоа на сите нас ни е потребна една целосна, се разбира, целосна доверба. И видовме како книгата на Авакум зборува за многу нешта.